Да се борат за глас и статус во општеството, но дел од нив и да се остварат како мајки, зашто многумина ќе се согласат дека е најтешката битка на една жена. Сдруженијето До бебе по патот на инвитро со кампања за поддршка на жените на патот кон мајчинството. Деталите ги има колешката Елизабета Кузмановска. Елизабета, добро утро. Добро утро. Навистина сега можам да кажам дека сончевите зраци убаво го греат нашиот град. Имаме во пресред на утрешниот меѓународен празник на жената 8 март една убава кампања од Сдруженијето До бебе по патот на инвитро. Ова е единствено сдружение од овој тип во Македонија кој што целта е да им помогне, да им го улесни патот на сите оние кои што се соочуваат со неплодност. Нема многу да должам, ќе зборувам со Деспина Петровска. Навистина имате една убава кампања, не си сама, не доброто допрва доаѓа. Која е целта? Веднаш почнувате, можеби после ова вклучување, да им помогнете и да ги охрабрите и да ги осреќите овие жени што навистина имаат најубавата желба да станат мајки. Добро утро, ви благодарам на убавите зборови. Да, овој 8 март сакавме да ставиме акцент на борбата на современата жена за потомство преку асистираната репродукција. Нашата цел е да им пружиме поддршка, да ги охрабриме, да им кажеме дека не се сами. Преку проектот Не си сама, не доброто најпрва доаѓа. Сакавме со овој мал гест преку делење на цвеќиња со мотивацијска порака да дадеме акцент на символот на надежта, љубовта и силата кои што ја поминуваат жените за борбата со потомство. Преку овој мал гест едноставно сакаме да им покажеме дека не се сами, дека ние сме како здружение тука единствено, како што кажавте вие, во нашата држава која што се бори за условите на IVF пациентите. Да, веднаш после ова одиме во IVF клиниките каде што ќе ги делиме овие цвеќенца. Имаме поддршка од пратеничките Жаклина Пешевска и Кристина Димитровска од Собранието на Република Северна Македонија. Сакаме да упатиме исто така нашата поддршка на оние, всушност целта на нашата кампања е да им упатиме поддршка и охрабрување на оние кои што се бореле или се охрабруваат да се борат со овој проблем. Значи, овој гест можам да забележам, не си сама, не доброто допрва доаѓа, навистина еден прекрасен подарок со мотивацијска порака. Тоа ќе биде денес, утре? Тоа ќе биде денеска, по повод 8 март, каде што ние всушност сакаме да дадеме нагласок на, бидејќи борбата за потомство по IVF, процесот е макотрпна и финансиски исцрпувачка, па ние сме тука како здружение да им покажеме дека не се сами луѓето кои што се во овој процес. Еве, како здружение, имате ли барем податоци колку сте помогнале и да го следите патот на неколку или повеќе што дошле до, како велиме ние, најубавата љубов до мајчинството? Од прилика имаме некои податоци дека од кога е донесен законот за 3 ваучери, имаме некаде околу 15.000 одобрени ваучери, што нас многу нарадува. Тоа ни е една од целите за кои што се бориме во ова здружение, така да се надеваме дека ќе има и уште многу повеќе, дека ќе имаме повеќе податоци за оваа бројка. Јас навистина ви посакувам убаво да се поминете на кампањата. Секогаш кога ги одбележуваме празниците, не е само денот 8 март, знам дека во текот на целата година се осврнувате и сето она што сакате да го постигнете, ги охрабрувате и се многу е важно да имате најголемата логистика, бидејќи навистина сте потребни токму за нив. Да, ви благодарам. Сакам исто така уште да упатам и благодарение до клиниките, IVF клиниките, кои што ја препознаа нашата иницијатива и се придружија на оваа кампања денес. Така, ви благодарам за директното вклучување и во одбележувањето на меѓународниот ден на жената. Ви благодарам и на вас. Студио.